Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата ВИС Спорт на програмата на канал ВИС. Секако дека почна одигрувањето на оние првенствени мечови од страна на екипите од Југоистокот во рамките на првата и втора лига, или најквалитетните надпреварување кога станува збор за екипниот спорт. Она што фокусот него, вниманието него привлече беше надпреварот помеѓу Академија Пандев и Скопје, во кој што пандевци ја забележаа највисоката победа во годинашново првенство, славија победа против Скопје со резултат од 5:0. Стрелци на головите беа Пепи Ѓорѓев, кој што во 3 наврати ја тресеше мрежата на тимот од Скопје, а во листата на стрелци се запиша и Виктор Ангелов, но и Кристијан Велиновски. Тоа беа впрочем стрелците за Академија Пандев, кои што направија исчекори или пак се задржаа на третата позиција во најелитното фудбалско надпреварување, остануваат во трката за излез во фудбалска Европа. Она што секако дека ќе биде најинтересно за нив е веќе следното првенствено коло. Гостуваат на Тетовска Шкендија. Ова ќе биде дерби меч од 21-то првенствено коло, имајќи во предвид дека овие два тима го делат односно се на втората и третата позиција и со евентуален кикс на Шкендија ќе биде превземање на втората позиција на прволигашката табела, што впрочем е еден од посакуваните цели или пак на тимот на Ѓорги Стојчев, кој што од страна на порталот Макспорт е избран за тренер на 20-то првенствено коло. Се разбира, во ова 20-то првенствено коло немаше други изненадувања. На табелата лидери понатаму е Шкупи пред Шкендија и тимот на Академија Пандев. Зад Академија Пандев е Македонија, Ѓорче, Петров и Ренова. Тоа се водечките 5 тима кои што секако дека ќе водат битка за освојување на круната, но и за излез во фудбалска Европа. Од првата лига се селиме во втората фудбалска лига на Македонија, Источно друштво, каде што Беласица забележа победа против тимот на Осогово со резултат од 3:0. Победата струмичани ја заверија уште на самиот старт од мечот, кога за неполни 4 минути постигнаа 2 гола, а во второто полувреме уште еднаш ја затресува мрежата на домакинот Осогово. Кожув од Гевгелија во ова коло се држеше до последната минута, би рекол, од мечот против македонска Каменица. Овој надпревар беше и важен за тимот на струмичките синобили, кои што атакуваат на првите атак на двете водечките две позиции, кои што на некој начин ги отвараат шансите за камбек во елитата, со првата позиција директно, а со втората преку бараш, за кој што освен струмичките синобели, тука се во игра Слога Виница, Прилепска победа и Македонска Каменица. Македонска Каменица успеа да забележи победа против Кожув од Гевелија со 1:0 и тоа од пенал во последната минута, со што останува иста бодовната разлика и во диапазон од 4 бода се наоѓаат сите тимови во водечки 4 тимови во втората фудбалска лига Исток. Така што ќе биде интересно до крајот на ова второлигашко фудбалско надпреварување, мајќи во предвид дека секако амбициите на струмичките синобели е да се вратат во елитата преку првата позиција. Толку околу фудбалот, иако на крајот од ова издание на емисијата ВИС Спорт преку разговорот на Горан Милковски ќе имаме можност да го слушнеме Горан Пандев за и околу неговите видувања околу настапите во Италија, но и за македонскиот репрезентативен фудбал. Интервју кој што беше снимено пред непол месец или пред да замине во таборот, пред да замине од Дженова. Она што ни го привлече вниманието изминатава недела или изминатиот викенд беше градското одбојкарско дерби помеѓу Струмица жени и Наковски волеј, победа на Струмица жени со резултат од 3:1. Првиот сет го добија гостинките или Наковски волеј,
за да потоа следните 3 сета им припаднат на домакинките, со што запиша нови 3 бода на своето конто и на некој начин се засврсти на третата позиција во женската најелитна одбојкарска лига. Тамо веќе се е познато, работнички, Наковски, Струмица, Жени и Јанта ќе бидат 4 екипи кои што повторно ќе играат секој со секого, за да се формира таа плейоф стартна позиција. Овие денови треба да биде познато како ќе изгледа распоредот за понатамошниот тек од првенството, пошто ќе разигруваат и за титулата, што значи дека во наредниот период повторно ќе има градско соочување меѓу тимовите на Струмица, Жени и Наковски Воли, кои досега имата 1-1 во победи, имајќи во предвид дека есента на свој терен Наковски ставеше, а сега Струмица, Жени се реваншираше. Во машка конкуренција, шампионот Струмица без проблеми против Лирија останува на лидерската позиција и тука нема ништо ново, иако Вардар славеше победа против Шкендија и ова се наметнува дека Вардар ќе биде еден од конкурентите на актуелниот шампион, односно тимот од Струмица, кој што го предводи Кирил Ричлиев. Секако дека ќе биде интересно да видиме каков ќе биде расплетот во машкото одбојкарско надпреварување, имајќи во предвид дека секако ќе се обидат неколку адути како што се Вардар Борец да му направат проблеми на актуелниот шампион тимот на Струмица оваа сезона. Кога сме кај ракометот, единствено добри вести доаѓаат од Младост Богданци, но не може да се каже и тимот на Страјон и тимот на Радовиш, кои што дефинитивно Радовишани ќе бидат во наплеја од Лига, додека пак Астрајон ќе се обидува со крајни напори да го задржи тој прволигашки статус, додека пак Младост од Богданци има шанси до крајот на овој дел од првенството да се наметне како еден од кандидатите за можен камбек во најелитното ракометно надпреварување во земјава. Тоа би било се околу настапите на екипите од Југоистокот во продолжение она што го најавив, тоа е интервјуто на Горан Милковски, колегата од Националниот сервис со Горан Пандев, кој што беше изработено за изложбата на фотографии за прв пат од италијанската амбасада. Тоа е 12-минутно интервју во кој што разговараат Милковски и Пандев за и околу настапите на македонската репрезентација, за и околу Дженова, иако реков дека е правено ова интервју пред трансферот, односно пред заменувањето од Дженова. Предлагам да го слушнеме ова интервју во наредните 12 минути. Бонасера Пандев, добро вечер, Гранде Пандев. Ексклузивно кратко интервју по повод изложбата на фотографии на познатиот италијански фотограф Матео де Маида по иницијатива на италијанскиот амбасадор во Македонија, господинот Андреа Силвестри. Најпрво честитки за големата победа на Македонија над Ерменија 5-0, на што верувам ти посебно се израдува како и секој жител и секој македонец. Бонасера, добро вечер до сите и драго ми е што сум ваш гост и за вас интервју за италијанската амбасада во Македонија. Сигурно уште посреќен за победата на нашата репрезентација. Среќен сум за сите во репрезентацијата, бидејќи дечките тоа го заслужуваат и се надеваме дека на крајот ќе завршиме како втори и ќе играме бараш за ова светско првенство. Горан, ти си во Италија веќе 2 децении, а познатиот фотограф Матео де Маида приреди изложба на фотографии посветени на фудбалот во Македонија. И таа презентација токму меѓу мечевите овој по Ерменија и пред оној последниот против Исланд. А настапот на Европското првенство, каде што ти беше капитен, го постигна историскиот прв гол за Македонија, предпоставам дека е нешто незаборавно за тебе како и за секој македонец љубител на фудбалот. Па сигурно најпрво му се заблагодарам на Матеа за ова иницијатива. Сигурно се работи за едни добри фотографии што ќе останат вечно во нашите сеќавања. Сигурно го постигнав овој историски гол. Се исполни не само мојата желба, туку желба на цела фудбалска Македонија, на цела нација во Македонија да играме на едно европско првенство. Сигурно бевме сите среќни на ова европско првенство. Со резултатите потврдивме, али го дадовме максимумот. Знаевме дека не очекува тешки надпревари, ова беше големо искуство за нас и се надам дека во иднина и Македонија
често ќе учествува на овие големи надпреварувања, бидејќи стварно имаме квалитетна репрезентација и мислам дека можеме да се пласираме на уште вакви надпреварувања. Ти си една вистинска инспирација. Ти си мотивација и сон за секој спортист, за секој младо дете кој што почна да се бави со спорт, особено со фудбал. Во Италија си веќе 2 децении, по многу нешта твојата кариера е реткост, уникат и како што реков, сон за секој фудбалер. Рекордер си по број на одиграни надпревари за македонската репрезентација 122, 38 гола и тој рекорд успеа при крајот на својата репрезентативна кариера да донесеш Македонија на европско. Меѓутоа рекордер по многу нешта си не само како македонец, туку и од странци. За мене во Италија, да, во Италија ретко некој игра над 400 надпревари и постигнува 100 гола и повеќе. Да, и трет сум најмногу настапи странец во Италија, сигурно сум горд, бидејќи веќе 20 години сум, како што кажавте, овде во Италија. За мене Италија и за мојата фамилија е како втор дом. Сигурно повеќе овде 20 години, од мојата 18 годишна возраст сум овде во Италија. Сигурно Италија ме научи на многу работи. Ми го промени мојот живот, не само на мене, туку и на мојата фамилија. Сигурно да се успее во една од најдобрите лиги во Европа не беше патот лесен. Сигурно работев макатрупно, променив многу екипи, али секој веров во себе. Сигурно италијанците доста ми помогна, бидејќи јас стално ќе кажем дека италијанците се сличен менталитет на македонците, стварно гостопримливи и ми ја дадоа вистинска шанса да напредувам во мојата кариера. Го искористив овој момент и да ти кажем наискрено, не очекував дека толку долго години ќе се задржам во Италија, али трки со, како што кажав, овде се родени моите деца, цела моја фамилија, среќни сме и мислам дека и понатамошниот живот ќе го продолжиме овде во Италија. Се сеќаваш ли како почна сето тоа? Кој имаш 18 години? Кој беше најзаслужен што замина во Италија? Ти замина во Интер, меѓутоа мораше преку трета лига да се докажуваш за да дојдеш до оние фудбалски височини. Па сигурно дојдов многу млад во Италија, благодарение на Беласца, на покојниот Ванчо Таковски на еден турнир во Виареджо. Италијанските менаџери овде ме видеа, добивме понуда од Интер и Белас се одлучи да заминеме јас и мојот другар Рац Стојков. Сигурно патот на почетокот не беше лес, бидејќи не го познавме италијанскиот јазик. Фамилијата беше далеко од нас. Исто така сакам да се заблагодарам и на почетокот на италијанската амбасада, што секој пат ни возможуваше да добиеме виза, бидејќи порано требаше виза за да дојдеме во Италија. Секој пат излегува во пресред. Сите амбасадори доле што беа во Скопје се заблагодарувам сега лично и на овој амбасадор, бидејќи како што кажав, Италија на мене ми даде се, ми го промени животот, не само на мене, туку и на цела моја фамилија, и ќе бидам благодарен за секогаш. Горан, преку Специја, Анкона, дојде Лацио, фудбалска афирмација, играше, освои купови на Италија, на Копа Италија, потоа играше во Лигата на шампионите, почувствува и Реал Мадрид како е да примат голови од еден голем играч како што е Пандер. Потоа круна на кариерата со Интер, па замина во Наполи, малак пауза во Галатасарај. Што кажав, сега Джено. Патот не беше, да. Патот не беше лесен, сигурно дека требаше многу големо да се добие големо искуство да почнам да играм во серија. Поминав низ третата италијанска лига во Специја, одиграв една сезона. Ова лига беше доста квалитетна и мислам дека после овие надпревари стварно добив едно добро искуство. После тоа заминав во Анкона, една сезона во серија. Иако испадневме од лигата, за мене беше важно да играм, да напредувам. После поминав поголем период, скоро 6 сезони во Лацио. Сигурно за мене Лацио ќе остане во вечно сеќавање, бидејќи и на секој друго интервју кажувам дека најдобрите мои игри во мојата кариера ги пружив во дресот на Лацио. Сигурно дека во овој дрес освоив многу малку титули колку што освоив во Интер, во Наполи, еве сега и во Дженова. Добро знаеме во Дженова дека последните години се спасувавме на крај, али мислам дека се работи стварно за големи екипи што со долга историја во италијанскиот фудбал. Сигурно освојувањето на Лигата шампиони со Интер после 40 и повеќе години Интер кога немаше освоена Лига на шампиони, влеговме во историјата на Интер. За мене
беше гордост да го носам македонското знаме после победата во Мадрид. Едноставно и кога се вртиме во Италија, во Милано, стварно не само овие што не насекни, знае колку господинот Масимо Марати сакаше да освои Лига на шампиони, знаеме колку даде за италијанскиот фудбал и стварно бевме стрекни што го направивме еден горд претседател. После во Наполи, сигурно во Наполи е добра, како да кажам, големо искуство за мене, бидејќи луѓето едноставно живеат за фудбал. Знаеме дека таму Марадона е господ за нив, али како што е стадионот Сан Пауло сега Марадона, мислам како луѓето како навиваат, како го сакат фудбалот, мислам дека тако нешто не можем да видам на друго место. Во Дженова сум веќе долги години, најстариот клуб во Италија, со една голема традиција, се работи за еден многу добар клуб во Италија, со многу навивачи. Среќен сум што се задржав најмногу години овде во овој клуб и се надам дека ова сезона ќе избориме опстанок за на крај на мојата кариера да се опростам пред навивачите на Мараси со останување во серија. Да, Коран играш преку 20 години во земјата моментно на европскиот првак, имаше среќа и можност 2006 да играш исто така кога стана и светски шампиони. Значи Да. една од најславните, најквалитетните репрезентации заедно со Бразил и Германија, токму Италија, а лигата постојано е во топ 4, топ 5, топ 3, некогаш беше и најдобра и сега има претензии да биде повторно при врвот, секако меѓутоа можеби во некоја блиска иднина и да ја загрози можеби италијанската, односно англиската премиер лига. Па добро, италијанската лига секој пат, како што кажавте, во 5 најдобри лиги во Европа. Знаеме нивните клуби порано, кога ја дојдов на почетокот во Италија, сигурно за мене беше една, ако не и најквалитетна лига со Јувентус, знаеме Милан. Се сеќаваме на финалините во Лигата на шампионите меѓу овие две екипи. Потоа Лацио со каква екипа, со Крањоти, со каква екипа располагаш. Италијанскиот фудбал исто со освојувањето на светското првенство 2006 во Германија. Бев овде присутен во Рим, бев цела таа фешта кога излезе цел Рим да ги пречека да слави светска титула. Мислам дека луѓето овде стварно го сакат фудбалот, едноставно живеат за фудбал. Италијанците се спортски луѓе, али фудбалот е број еден и сигурно дека заслужуваат тоа што го направија последното европско првенство, бидејќи знаеме дека прескокна едно европско првенство, промена на генерација, али со доаѓањето на Манчини и со доаѓањето на повеќе млади играчи направи една стварно добра репрезентација и мислам дека заслужено го освоија европското првенство. Имаш нов тренер, големиот Андреј Шевченко, кој беше звезда на Милан, меѓу другото, звезда на украинскиот фудбал. И се сеќавам на европското првенство во едно интервју, кога Македонија играше против Украина, она во Букурешт, во истата група, изјави за тебе лично, му се восхитувам на Пандев, затоа што игра 20 години професионален фудбал во Италија, што при крајот на својата кариера ја донесе својата репрезентација на едно големо надпреварување, како што јас, Шевченко, направив во 2006 година кога за прв пат се пласираше на светско првенство и беа навистина исклучително квалитет. Сигурно тоа ти годи, како комплимент со сега. Па сигурно дека да ми годи. Среќен сум тоа што го слушам од еден човек, еден играч. Знаеме за каков играч стануваше збор. Сега се надам дека ќе повтори како тренер на фудбалска кариера. Знаеме Шевченко што направи се во Милан и во другите клуби кај што настапуваше, се работи за една прекрасна личност. Овде веќе работиме 3-4 дена заедно. Се надевам дека сигурно Дженова е стрекна што има еден ваков човек, што дојде еден вакво големо име во овој клуб. И се надевам дека со неговото доаѓање ќе се променат многу работи и работите ќе почнат да идат на подобро. Сигурно дека се работи за еден добар тренер, има цел стручен штаб, се италијани и се надевам дека ќе направи голема кариера, бидејќи тоа го заслужува, бидејќи стварно како човек ме изненади, едноставен човек и човек што има голема почит према сите, не само према мене, туку и према другите играчи овде во клубот. Велат големите луѓе се едноставни, непосредни во комуникација, нека биде така. Горан, твојата кариера, како што рековме, како на филмска серија која трае со години, да речем со децени,
и не сакаме да заврши, но еднаш ќе заврши, но ти ќе остави Трајан Белек како македонец, еден од најдобрите и најдолговечни странски фудбалери кои во континуитет играле толку долго во една од најсилните европски лиги. Ти благодарам за ова интервју. Сигурно дека имаш уште повеќе приврзаници не во Македонија, ги имаш сигурно, меѓутоа и во Европа, па и во светот, со се она што го правиш и во континуитет пред се како личност. Ти благодарам уште еднаш. Чао, аривидерчи, гранде парко. Благодарам и на вас. Поздрав. Чао, аривидерчи. Бона серата a tutti. Чао, чао. И за крајот ова издание на емисијата Ви Спорт, уште еднаш подсетување за спортските ваучери. Многу врева се крена од страна на клубовите, дека се осакатени, дека многу малку средства добиле од Агенцијата за млади спорт, а пак возврати дека ќе се коригира таму каде што е можно или пак каде што ќе добијат соодветни податоци, имајќи во предвид дека сите ваучери предлозите доаѓаа од националните федерации. Предлагам уште еднаш да го слушнеме на Момчо Месовски. Мерката ваучер систем ги дава своите резултати. Се повеќе компании покажуваат интерес да ја користат оваа мерка и со тоа да го поддржат македонскиот спорт. На спортските клубови и спортските федерации и на нашите спортисти од големо значење им оваа институционална поддршка за унапредување на спортот. Изминатата 2021 година беше неуспешна спортска година од нашето осамостојување. И во време на глобална здравствена криза, овај пат бележиме раст на реализација на мерката, односно фантастични 95% реализација. Со оваа мерка поддржани се 174 спортисти, 46 федерации и 660 спортски клубови. Што значи дека 885 спортски субјекти, индивидуални спортисти ги почувствувале бенефитите од мерката ваучер систем. Во бројки, ваучерскиот систем е реализација од 574 милиони 312 илјади денари, од кои 400 милиони денари се од општествено одговорни компании, а 184 милиони денари се од државата директно преку ковид програмата. Почитувани, преку овој систем, спортистите, клубовите и федерациите имаат сигурен партнер во финансирање на нивните програми. Ова е од огромно значење за нивниот професионален развој и напредок. Возможува да се создадат подобри услови за спортистите и постигнување на одлични спортски резултати. Со оваква распределба на средствата ја зголемуваме и мотивацијата, интересот на спонзорите на стопанските субјекти во спортот, а во иднина, во координација со управата за јавни приходи, сме за изнеоѓање на модел за полесно реализирање на ваучерскиот систем, што би значело средствата кои се доделени преку ваучерот директно да се слеваат на спортските субјекти кои користат оваа мерка. На самиот крај, сакам да изразам големо задоволство од соработката со управата за јавни приходи, како и клучна и надлежна институција за остварување на правото за користење на оваа мерка. Спортистите се наши најдобри амбасадори и тоа дополнителна причина што продолжува да дава нашата поддршка. Ви благодарим. Почитувани, тоа би било се во издание на емисијата Ви Спорт. Секој добро.